Во неколку училишта денеска во првата смена имаше делумен бојкот на наставата. Бојкотот е инициран првично од Facebook групата Учебници и настава мора да има, која апелира до родителите да ги повикаат своите деца преку отсуство од часовите со физичко присуство или бојкот на онлайн наставата да изразат незадоволство од најавените реформи, односно дигитализација на учебниците. Надлежните од општина Куманово информираа дека наставата во прва смена се бојкотира само делумно, односно во 3 училишта. Во средното училиште Перо Наков 43 ученици утрово не следеле настава. Во основното училиште Вук Караџиќ 15 ученици ја бојкотирале наставата, а во Крсте Мисирков 340 ученици. Директорот на основното училиште Крсте Мисирков Александар Јовановиќ ги повикува родителите да ги пушта децата на настава, а своите барања официјално да ги достават до училиштето, кои што ќе бидат проследени до Министерството за образование и наука. Како што реков, легитимно право е на секој родител да си одлучи, бидејќи тука и нас во училиштето се малолетни ученици, родителот одлучува дали ќе го пушти своето дете на настава или не. Како што реков, во тек имаше делумен значи бојкот на настава. Прво што направив денеска, стапи во контакт со претседателот на Советот на родителите да иницира итен состанок кој ќе се одржи онлайн, на кој ќе дадат едно мислење и видување нивно, а ние како училиште ќе го проследиме до Министерство за образование и наука, да знаат дека родителите во основно училиште Крсте Мисиркова, а слушнав дека и во другите училишта во општината е иста ситуација, значи да си дадат свое мислење и видување во однос на дигитализација на учебниците. Моје видување е дека учениците треба да бидат на настава, да посетуваат настава, а сето она што треба да се изрази како бојкот, значи како револт или што предвидуваат родители понатаму да преземат, да биде официјално до училиште доставено. Ги повикувам родителите да дечињата ги пуштат на настава, бидејќи се знаете дека се наоѓаме во пандемија, тешко функционираме и преку онлайн настава. Ова се дополнителни проблеми кои ќе отежнат функционирањето на наставата, така да сметам дека учениците треба да бидат во училишните клупи, а учениците кои следат настава да се бидат вклучени на онлайн наставата, бидејќи наставниците се вклучени редовно, а сето она ќе се може да се води надвор од наставниот процес. Групата Учебници и настава мора да има најави можност и да организира протести доколку не се стопира носењето на законот за учебниците, што како предлог владата го усвои на крајот од минатиот месец и доколку претходно не се организира јавна расправа во која ќе учествуваат и представници на групата. Од Министерството за образование и наука повеќе пати апелираа да нема бојкот на наставата, објаснувајќи дека од конкретната реформа за дигитализација на учебниците никој нема да има штета и дека тоа не значи дека печатените учебници се исфрлаат од употреба.